Почитувани гледачи, ја следите емисијата Агроинфо на програмата на ТВ каналот ВИС. Како што може да забележите, имаме гости во денешното издание на оваа емисија. Станува збор за агроном инженер Ристо Лямов. Добре дојдовте во програмата на ТВ каналот ВИС. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на канал ВИС и поздрав до колегите од Земјоделскиот факултет 4-та година Струмица. Така, значи ќе поразговараме со вас на една тема која што секогаш е актуелна за земјоделските производители и вие еве како експерт од оваа област ќе ни понудите можни решенија во однос на тоа како да се подобри состојбата на македонскиот земјоделец, а се однесува на темата за даночната политика. Па, како што знаеме сите, во оваа држава земјоделието е главна и примарна гранка од која што екзистираат повеќе од 1.200.000 луѓе во оваа држава, кое што земјоделието им е примарна активност и кое што придонесува за полнење на буџетот во Република Македонија. Затоа првенствена цел треба да се даде на даночната политика и на сите политики во земјоделието, а тоа е да се посвети внимание на примарните земјоделци. Значи, во креирањето на политика за земјоделие треба да се започне од нив дали им е исплатливо на примарните земјоделци, затоа што тие се единствени производители, со нив започнува производството, сите трошци се кај нив и затоа треба да се обрне внимание во политиката во земјоделието на примарните земјоделци. Како што сме сведоци во досегашната водење политика во земјоделието, се започнува обратно. Се почнува од откупните фирми, од преработвачките капацитети, се нудат решенија за нивни поволни кредити, за ослободување од даночни обврски, намалување на данокот на добивка, а се забораваат примарните земјоделци, што не е во ред. Затоа сегаш треба да се почне внимание да се посвети на примарните земјоделци, да се видат кои се нивните трошоци, кои се проблемите во производството и да се понудат решенија за да може да се зголеми нивното богатство. Така. Затоа јас како експерт предлагам некои решенија кои што се потребни да се донесат, односно да се укинат некои закони кои што ги изголемуваат трошоците во земјоделското производство. Така, доста актуелно во последно време е спомнувањето на средна земјоделска класа, враќање на средна земјоделска класа. Како според вас тоа може да се постигне во сегашните услови во кои што екзистира македонскиот земјоделец? Па, со водењето на оваа политика, на оваа даночна политика на актуелната власт, овие даноци се зголемуваат кај земјоделците, се воведуваат нови даноци, што придонесува за зголемување на трошоците во производството. Затоа предлагам укинување на следните даноци, како што се законот за отварање на фирми за земјоделците кои надминуваат бруто приход над 1.300.000 евра, 1000 денари. Така. Потоа укинување на законот за регистрација на трактори и приколките, кое што ќе се спроведува секоја година. Потоа укинување на еден според мене бесмислен закон за легализирање на оранжерите, односно барајките, ние што ги велиме земјоделците, за нивно легализирање, за кој што според мене нема никаква логика, односно резон, затоа што овие не се никакви фабрики, конструкцијата е од железна конструкција и покривната конструкција од најлон и ништо повеќе. Така. Потоа нема никакви услови за донесување на закон, бидејќи оранжериите каде што се направени нема никаква инфраструктура, нема пат, нема осветлување, нема водовод, нема канализација, затоа овој закон е неприфатлив за земјоделците и дополнително ќе ги зголеми трошоците за земјоделското производство. Така, значи представуваат преоптерудување за буџетот на земјоделците. Затоа предлагам укинување на овие закони кои што ќе ги намалат трошоците на земјоделците на годишно ниво од околу 72.000 за законот за отварање фирма, потоа 12.000 за регистрација на трактор и приколка и околу 600 денари за уредбата во законот за здравствен преглед на стоката, кој што не се врши, затоа е потребно да се укине при продажба на стоката на пазар. Со овие трошци земјоделците ќе ги намалат своите трошци за околу 90.000 денари на годишно ниво, што не се малку пари.
Така може да ги примени во однос на своето производство овие пари. Затоа предлагам и нови решенија кои што ќе го зголемат производството, односно ќе придонесат за зголемување на парите кај земјоделците, а тоа се донесување на нов закон за откуп на земјоделски производи, каде што откупните фирми ќе бидат регистрирани како фирми со услужна дејност, а не како што се досега, како фирми кои што вршат трговија, односно трговски друштва. И ова дејност ќе им е единствена дејност, а нема да вршат и продажба на репроматеријали, ѓубрива, како што го прават ова сега незаконски. Ова ќе им е основна дејност, услужна дејност, и оваа услуга ќе ја вршат спрема висината на цената која што ќе им се исплаќа на примарните производители. Така. Според мои пресметки, оваа цена би требало да се движи од 1 до 2,5 денари по килограм за оваа извршена услуга, односно наоѓање на пазари и пакување и товарење на стоката. Со овој закон едноставно ќе се оневозможи манипулирањето, односно корумптивното действување на откупливните фирми за манипулирање со цената, односно ќе им се исплати вистинската цена која што е договорена на откупните фирми со фирмата увозник. И со тоа значително ќе се зголеми буџетот кај земјоделците. Потоа предлагам повраток од ДДВ кој што се повраќа на фирмите, на откупните фирми, да се враќа на земјоделците. Со едноставно решение со тоа што тие ќе им издаваат потврда за амбалажда и цената на амбалажда за количината, која што ќе ја однесат земјоделците до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ќе им се повратат средствата од ДДВ на земјоделците, бидејќи тие ги сносат сите трошоци за производство, од купување на семе, одгледување на расадот, потоа расадување, ѓубрива, репроматеријали кои се потребни за оранжериите, најлон, хемиски средства за заштита на растенијата и многу други трошци, амортизација на машините. Трошци кај земјоделците се многу бројни, дури тешко може да се набројат, а пресметката е многу лесна. Дали секогаш пресметките излегуваат во однос на тоа што вие сте го планирале? Како бидејќи вие сте и земјоделски производител меѓу другото. Секогаш трошоците излегуваат многу повеќе од она што вие го планирате, барем во сегашни услови. Па да, во сегашни услови како што се движат цените, например со 12 денари на зелката, оваа цена едва ги прокрива трошоците. Да кажеме, од просечна стандардна фолија од 25 метри, остануваат околу 1000 денари од фолија со пресметување на сите трошци. Значи, ако имаме еден земјоделец, ако има околу 30 фолии, за што е потребно 5 декари површина, ќе му останат само 30.000, што е многу малку. Многу малку за едно барем просечно 4-члено да, просечно, што оваа површина не е малку за едно просечно земјоделско семејство. А ако ги ставиме и другите трошци како што е потрошувачката кошница, тогаш ништо не остана на земјоделецот. Еспот не излегува. Затоа сегаш треба да се тргне при креирањето на политиките, креативни политики во земјоделието, сега треба да се тргне од примарниот производител, бидејќи тој произведа готов производ и кај него се сите трошци. Сегаш треба да се тргне од него, а не како што се работи досега, од откупните фирми, од преработвачките кацети, односно од фирмите кои што извезуваат. Така, во однос на тоа како може да се подобри таа состојба? Имате ли некој ваш став или мислење како земјоделецот да дојде до повисоки примарниот земјоделски производител, како што и вие самиот кажавте, со готовите производи може да дојде до некоја повисока откупна цена на самите земјоделски производители? Постојат ли некакви решенија, бидејќи тоа се и основните и најголемите проблеми со кои се соочуваат производители? Па најосновните проблеми се изнаоѓањето пазари и висината на цената на земјоделските производи кои што треба да се исплатат на примарните производители. Тоа може да се реши со донесување нов закон за откуп, каде што се регулираат овие работи, каде што се точно регулирани кои се обврските на откупните фирми, како што кажав, начинот на кој што треба да се врши, односно треба државата да го направи, потоа немањување на цената во текот на 24 часа,
потоа обавезно издавање на кантарни белешки при примање на стоката Така. и некои други подзаконски акти кои ќе регулираат оваа област. Дали во постоечкиот постојат овие работи кои што вие ги кажувате или? Па со овој закон не се регулирани откупните фирми како фирми со услужна дејност, туку како трговски друштва, каде што слободно се ја формираат заработувачката, да кажеме, каде што не се врши никаква контрола и тука, да кажеме, се губи голем дел од заработувачката на примарните производители. Затоа со овој закон ова ќе се реши и едноставно ќе се оневозможи корумптивното делување во оваа област. Потоа односно намалување и изголемување на профитот кај земјоделците, потребно е национална програма за земјоделие, каде што и јас имам некоја замисла, односно предлози, да се имплементира интегралното производство на ниво на цела Република Македонија, односно тоа е производство со превземање на сите потребни превентивни мерки, а ако е потребни хемиски мерки, за заштита на растенијата. Односно со тоа се намалуваат трошоците на производство, а приносот е ист како и кај конвенционалното производство. Со тоа се зачува и природната околина, здравјето на луѓето. Односно, на еден начин тоа е употреба на сите мерки кои што го намалуваат употребата на хемиски заштитни средства. Како што сме сведоци, може да се случи и кај земјоделските производи да имаме поголема количина на резидуи, остатоци од пестициди. Со овој начин на производство тоа ќе се елиминира, односно тоа е производство кое што дозволува остатоци од резидуи од пестициди 50%, односно на половина помалку отколку кај конвенционалното производство. Со примена на овој начин на производство ќе немаме никакви проблеми при извозот на земјоделски производи, да не бидат враќани на граница и да имаме дополнителни проблеми. Тоа е едно креативно решение кое што требаше да започне како иницијатива, како почеток со издавање на сертификати кај одредени земјоделци и со правење национална програма, тоа да се прошири низ цела држава, низ цела Македонија, затоа што тоа е производство кое што е остварливо за секоја култура. Дали стана за раноградинарски култури, за култури кои што се неотворено, па може и за житните култури, како што е пченицата, пченката, односно за сите култури ова производство е остварливо. Така, ќе имаме можност и ние во понатамошните емисии на Агроинфо ќе разговараме на овие тематики, затоа што тоа нема да биде твое прво гостување. Секогаш се актуелни теми. Да. И секогаш ќе имаме можност да поразговараме на овие теми кои што се интересни за самите земјоделски производители. Мислам дека нешто колку толку фативме од оваа тематика за даночната политика во државата, но сега малку да одиме на локални теми, она што е можеби актуелно за земјоделските производители и посебно ќе ги интересира во овој период. Временските услови кои што беа доста променливи изминатиот период, од високи до ладни до премногу можеби дождови, како сето тоа влијаеше врз земјоделското производство? Па моменталните временски услови се неповолни за производство, односно се поволни за развој на многу габични и бактериски заболувања кај растенијата. Облачното време, потоа високата релативна влажност на воздухот, како што сме сведоци на честите врнежи, потоа ниските температури кои што ги имавме во минатата недела, придонесуваат за развој на многу габични и бактериски заболувања. Најопасни заболувања кои што се јавуваат кај културите кои што се огледуваат во затворен простор, тоа се фитофтора инфестанс, пламеницата кај доматот и пиперката, фитофтора капсици. Потоа се јавува сивото гниење, ботритис цинереа, белото гниење, склеротинија склеротиорум и кај некои производители се има појавено и некои бактериско заболување кое што може да биде од бактеријата Мичика нензис. Затоа во овој период предлагам, бидејќи температурите вечерни температури се покачени, земјоделци да вршат поголемо проветрување. Оние кои што имаат можност, кои што имаат помалку површини, односно кои што се на едно место, да вршат утринско проветрување, односно
кои ќе даваат луфта на оранжерите, тоа да ги даваат да даваат луфта догоре, едно 20 до 30 минути, за да може да стане роста, која што е основен услов за развивање на габичните заболувања. Потоа, доколку се пониски дневните температури, ќе регулираат температурата со намалување на луфтата. По оние култури кои што се зафатени од болеста, веќе болеста е расширена и веќе поминала болеста, да извршат отстранување на непотребните листови, за да не има можности за секундарни инфекции, односно проширување на заразата. Да ги отстранат листовите во најлон вреки и да ги исфрлат надвор од површината. Тоа потребно е кај оние култури кои што имаат голема листна маса, како што е домотот, потоа кај краставицата, да се отстранат овие непотребни листови кои што не вршат фотосинтеза, односно им е намалена асимилационата површина и се непотребни за растението. Доколку заразата е многу проширена кај некоја култура и не можем да ја сузбиеме со превентивни мерки како што е луфтирањето и отцрнувањето на непотребните листови, тогаш треба да се примат хемиски мерки кои што се неопходни. За пламеницата најдобри препарати и активни материи кои што ги препрашувам во природ се ридомил, кој што има активна материја манкозеб и металаксил, исто и арметил, кои што се фунгициди со системично и контактно дејство, односно создаваат отпорност кај растенијата за полог период, навлегуваат во растенијето и создаваат системски стегната отпорност. Овие фунгициди може да се комбинираат со фунгицидите кои што се добри за сивото гниење и белото гниење, тоа е Цезар, и препорачливо и употреба на некој инсектицид за заштита од инсекти кои што може да бидат вектори на опасни вируси, како што сме сведоци се повеќе се расширува бронзената некроза кај домотот. Затоа со секој третирање потребно и да се вметне некој инсектицид. Така, тоа се вашите препораки во однос на тоа во овој актуелен период, како земјоделските производители да го заштитат своето производство. Овде ќе го заокружиме и денешниот разговор со вас. Се надевам дека и понатаму ќе соработуваме и ќе имаме нови теми за нашите земјоделски производители.